Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте на видеочасот по предметот Општество за петто оделение. На овој час ќе обработуваме нова наставна содржина, а тоа е конфликти и нивно разрешување. Што ќе научите на овој час? Ќе се запознаете со поимот конфликт, со видовите на конфликти, причини за појава на конфликти, начини за разрешување на конфликтите. Ќе разгледаме неколку познати ситуации од секојдневието. Еден ученик му се подсмева на друг ученик поради носење на наочари. Одземање на предмети од другарче, гума, молив, чанте. Една група на ученици сака да игра една игра, останатите се противат. Случајно поставување на сопки или поттурнување и насилство, како физичко, така и емоционално. Секој од вас бил сведок, ако не и учесник, на некоја од овие ситуации. Што е конфликтот? Конфликтот означува судир, расправија, борба, примена на сила и насилство. Постојат два видови на конфликти. Едниот е вербален, кога судирот, расправијата е со зборови, како на првата слика гледаме како го исмејуваат детенцето, а додека вториот вид на конфликт е со примена на сила и тоа најчесто е познато како насилство. Еве ги овде со по една сликичка објаснети зошто настануваат конфликти. Во општествената средина во кој што секојдневно комуницираме со различни луѓе, тие луѓе имаат и различни карактери. За да имаме конфликт, потребни се најмалку двајца. И двете страни, во конфликтот, со своето однесување влијаат многу на конфликтната ситуација. За да имаме конфликт, треба да имаме различни или спротивставени, мислења, идеи, желби, потреби и сето тоа кога ќе настани конфликтот, доаѓаме до обвинувања, навреди, закани и крајно рековме и до насилство со примена на сила. До конфликт доаѓа кога на едната страна му се спречува да ги оствари своите потреби, своите идеи, своите желби. Конфликтот настанува тогаш кога едната страна не може да си ги оствари идеите, потребите и желбите. Кога ни се задоволени овие наши потреби, ние се чувствуваме среќни и задоволни. Но самото спречување доведува до настанување на конфликти. Како се разрешуваат овие конфликти? Сведоци сме сите во учениците, секојдневно, доаѓаме до некакви конфликтни ситуации. Најчест начин за негово разрешување е разговорот. После разговорот доаѓа помирување. А ако конфликтот е целосно решен, тогаш имаме помирување успешно. Но ако не го решиме конфликтот, не можеме да дојдеме до помирување. Потоа, уште еден начин е да се избегнуваат конфликтните ситуации, но избегнување кога ние самите не навлегуваме во конфликтни ситуации, кога ние самите не создаваме конфликтни ситуации, и толеранцијата. Толеранција значи кога ги почитуваме различностите на луѓето. Кажавме дека сите имаме различни карактери, различни идеи, желби, мислења. Кога си ги почитуваме со луѓето, различностите, тогаш велиме дека ние сме толерантни
и на тој начин не создаваме конфликтни ситуации. Ке го разгледаме најчестиот начин за разрешување на конфликти и тоа разговорот. Тој има неколку чекори, ќе објасниме како треба да течи разговорот. Значи, двете страни ќе ги повикаме и да кажат што сакале да направат и што им било потребно. Следниот чекор е кога секоја од овие две страни ќе го опиши проблемот што настанал. Потоа од двете страни бараме секој да даде свое решение. Кога ќе посочат решение за проблемот, се одбира најдоброто решение и се наоѓа начин како тоа да се примени. Ако се следат сите овие чекори, тогаш ќе дојди до помирување. Но, сега ќе објасниме и како не треба да постапуваме во еден конфликт. Ако му се спротивставиме на едната страна, значи, ние не можеме да го решиме конфликтот, туку тој се повеќе ќе се засили и ќе дојди до влошување на односите, бидејќи, велиме, агресијата раѓа агресија. Следниот начин на разрешување на конфликтите е избегнувањето. Но избегнувањето во овој случај, избегнување да создаваме нови конфликти, бидејќи едната страна постојано ќе сака да и се одмазди на другата. Значи, ако конфликтот сме избегнале да го решиме, секогаш едната страна ќе најди начин како да и се одмазди на другата страна. Планот за овој час ќе си го запишите со тоа што ќе одговорите на овие 4 поставени прашања. Овде видеото можете да го стопирате, да одговорите на овие прашања во училишната тетрадка и со тоа веќе ќе имате планче за оваа наставна содржина. Првото прашање е што е конфликт? Какви видови на конфликти имаме е второто прашање. Кога настануваат конфликтите е третото и четвртото, последното, на кој начин тие се решаваат. И за дома, значи во домашната тетрадка, ќе си напишите краток состав, односно ќе опишите еден конфликт, значи како вие сте го виделе или имате собствено, значи искуство некоја случка да ја прераскажите, но и да потенцирате која потреба не ви била задоволена вам или на другата страна и како ќе се разреши конфликтот. Односно, како се разрешил конфликтот. Ви благодарам на вниманието, се надевам